Почнува 7-дневната карнавалска треска во Струмица. Карнавалџиите на големо ги финишираат своите маски со кои ќе излезат на големото дефиле во сабота по струмичките улици. Едни од најредовните се членовите на Сдруженијето Мулеруш, кои повеќе од 20 на години се дел од карнавалската магија во Струмица. Лани со својата маска Феникс ги собра наградите. Годинава пак се посветени на изработка на маска која ќе го илустрира поверувањето жена на струмички начин, односно свршувачката. Ние сме пријавени во категорија А, значи над 50 луѓе. Групата е составена од 54 учесника, од кои 40 се млади и другите повозрасни. Ова година, не знам, може е тајна, може не е, ама веќе последните денови имаме маска која некако треба да го представи модерното побарување на жена, што значи нека се вика омажи се за мене или мери ми по англиското. И ќе биде интересно затоа што секако запросувањето, армасувањето е тоа што го прави струмичкиот карнавал, така да имаат шанса во реалноста 2-3 дена пред тримери да бидат армасани. Па во маската има се. Еве цедињата, ако спомнам дека за изработка на овие диаманти, нека околу преку 2500 цедиња се изрежени. Тоа е се рачно изработено, што е суштината на задоволството на работата. Секој сам да си ја покаже креативност. Формата има, секој сам си ја покажува креативност. Си лепат за себе, за другите. Едно е тоа, друго имаме материјали за облеката. Трето, капи женски, капи машки, тие се е рачно направено, значи капите се картонски обложени со фолии, со светлукови материјали. Се работи до доцните ноќни часови. Се осмислува секој детал од маската која треба да блесне на 4-часовното дефиле. Групата се проширува со млади. Јовче Пандев е од помладите и тој нема зборови да ја опише карнавалската магија, но и настапот. Кога се формира карнавалската поворка е магичниот момент кој докажува и ти покажува сам на себе дека двомесечно спремање и работење на маската се исплатило и дека следната година со уште поголем ентузијазам ќе се работи. Тоа е тој моментот, не знам, некои си десетина секунди, не повеќе, те обзема и трае се до крајот на карнавалот и во продолжение на вечерта. Неверојатно треба да се почувствува, навистина. Редовни учесници на струмичкиот карнавал се и членовите на Сдруженијето Струма. Ги затекнавме во лимена барака како ги праваат последните подготовки за дефилето. И тие се поделени во групи. Мажите работат на моторното возило, жените пак ги спојуваат парчињата по племенета гардероба. Нивната маска ќе биде визија, живот кој го посакуваат. Оваа година почнавме, значи, после новогодишните празници, малку покасно. Пред тоа прававме планови, нели, кое што темата. И обично, што е актуелно, ние со тоа се представуваме само во помодерна форма. Ова година настапуваме со маска визија. Значи, нешто ние што сакаме, каква визија имаме нешто да постигнеме, да направиме, да не се оствари, дали ќе тоа во врска со карнавалот или со животот, ние тоа го представуваме сега преку маската. Мислам дека ќе ми се допадне. И возилото ни е представено малку така абстрактно, значи ќе живееме живот некој во простор без агли. Едноставно нешто, значи неостварливо, ние сакаме да не се оствари. Пред се желбата.
значи да се учества во карнавалот. Таа е наша стара желба. Освен тоа, традицијата на нашиот град, ние никогаш не сакаме тоа да го прескокнеме или да не го одржуваме. Освен тоа, нашето здружение е здружение за дети, обичаи и традиции. Значи, ние не само со Струмичкиот карнавал, ние ги негуваме традициите, обновуваме обичаи, значи, и јадети обичаи се. Тоа не е едноставно во крвта. Има ли виделите желба за докажување со останатите учесници карнавалчи? Ние обично сакаме да сме најдобри и веруваме дека сме најдобри, а наградата или признанието од тоа не засега многу. Освен карнавалски здруженија на Струмичкиот карнавал, учествуваат и карнавалски маски од основните и средните училишта. Меѓу учесниците годинава ќе бидат и учениците од Општинското основно училиште Косе Делчев од Василево, кој годинава по 10-ти пат јубилејно ќе бидат дел од магијата наречена Струмички карнавал. Во кабинетот за техничко се ставаат последните декоративни елементи на маската со кои планираат да блеснат сабота. Во изработката учествуваат и просветните работници и учениците. Значи ова е јубилејна 10 годишнина. Секоја година презентира навистина убави, содржајни маски. Оваа година малку касно, реално, искрено касно почнавме, доцна беше. Некаде околу 20 дена активно работиме на оваа маска. Напорно, секојдневно. Дел од работното време, после работното време, остануваме, работиме, за да можеме да стасаме на време. Ние традиционално учествуваме во категорија над 50 учесници, значи во најголемата група. Постојано презентираме досега маски од популарни анимирани ликови. Овој пат, оваа година, за прв пат нешто поразлично, малку поразиграно, покарнавалски, пошарено, со впечатливи бои и нашите очекувања се секогаш високи. Освен на маските, интензивно се работи и на музичко-сценскиот настав. Сите 50 ученици го вежбаат тактот и чекорите со кои треба да плеснат пред струмичани, но и сите присутни на Струмичкиот карнавал. Организаторите на Струмичкиот карнавал најавуваат уште едно квалитетно издание. До сега се пријавени околу 2000 маски од земјава и од странство. Годинава, за прв пат меѓу маскираните учесници, се очекува да настапи руска екипа од Москва, како и карнавалска екипа од холандски Антили. Иако подготовките се одвиваат во доста сложени услови, поради многу причини, сепак можеме да кажеме дека и годината ќе успееме Струмичкиот карнавал да го задржи своето високо ниво. Еден главен проблем при организацијата се појави, бидејќи годинава се поклопуваат католичкиот и православниот Великден, така да сите традиционални карнавали се одржуваат во ист термин, така да нашите традиционални учесници од Хрватска, Словенија, Италија, значи оваа година нема да може да бидат присутни овде, но затоа ние се потрудивме да обезбедиме значи карнавалски групи од други дестинации кои што немаат своји традиционални карнавали, така да зацртаната бројка од околу 450 учесници од странство ќе биде и годинава исполнета. Значи досега, мислам тоа е веќе и коначна бројка, ќе можеме да кажеме дека ќе има учесници за прв пат од Москва, само да не дојде проблем како минатата година со неиздавање на визи, бидејќи патуваат преку Бугарија. Имаме едно посебно изненадување, ќе имаме карнавалска група од холандските Антили. Струмичкиот карнавал започнува со детскиот маскен бал вечерва, пошто следуваат изложба на карнавалски фотографии, концерт под маски.
Во петок е големиот маскен бал каде се избира принц и принцеза, а во сабота големото дефиле. Детскиот карневал е во недела, додека следните 3 дена е празникот на армасаните, односно свршените девојки, тримери по кои се врзува и организира Струмичкиот карневал.